Сакаме денеска да ја известиме јавноста како транспарентна и објективна општина, советничка група и менаџерски тим на јавното предпријатие Комуналец, кој што е секојдневна потреба на жителите на општина Кавадарци за досегашните работење и во делот на она што го согласивме со плативе со синдикатите и со договорот за усогласување на минималната плата. Јас само ми потенцирал некои работи кои што нашето јавно предпријатие и со гордост би кажал дека е едно од најдобрите во Република Македонија, во една стабилна финансиска кондиција, со добра механизација и со рационален број на вработени и теконо се ги завршува сите обврски кои што ги има општината делегирано во делот на јавното предпријатие. До сега нашето јавно предпријатие во изминативе години редовно исплаќаше регрес, односно К15 на сите вработени во јавното предпријатие, што не е пракса кај и другите предпријатија. Или тоа е на годишно ниво околу 6 милиона и 600.000 денари како регрес. Нашето јавно предпријатие до сега практикуваше и ќе практикува јубилејни награди за 10, 20 и 30 години стаж или за 22 година, за 20 вработени до сега има исплатено 320.000 денари. Бенефициран стаж за 120 вработени е единствено предпријатие кој што ги практикува законите за безбедност при работа и на сите оние што се изложени и загрозени на некој начин од износ на комунален смет, од други причини, 120 вработени земаат бенефициран стаж или за 6 месеци негде околу 160.000 денари. Ноќна работа на сите вработени кои што работат во делот на смени и ноќна работа, нашето предпријатие до сега исплача и ќе исплача, до сега се исплатени 120.600 денари на ова категорија. Прековремени работи, кај што има потреба од делот од дефекти и други работи се плаќаат. Работа во празник, до сега е почитувано и се плаќа и ќе се продолжи. Работа во недела, исто се плаќа дополнително и дополнителна работа во недела. Значи по два основи се категоризира и од месец август усогласувањето на плативе ќе влези во делот на вработените околу 200 вработени, кои што ќе добијат покачување од 2806 денари нето плата на основица, а 130 вработени ќе добијат 2000 денари по нето плата на основица. Тоа е врз основа на усогласувањето по законот за минимална плата. Или вкупно бруто износ покачување ќе изнесува приближно околу 1.100.000 денари на месечно ниво или за годишно ниво околу 13 милиона денари пари кои што ќе се дарат на нашите вработени кои што се оперативци и кои што верувам дека овие примеја ќе бидат од значење и нормално како јавно предпријатие кои се го чувствуваат како нивно предпријатие, очекувам да продуктивноста од една страна ја задржиме на ниво и ја подигнеме, а нормално и транспарентноста од наша страна биде на задоволително ниво. Оние вработени што имаа под минималната плата, примерно, ако земал 18.000 денара плата, сега минималната плата е 19.100, на тие му се покачува до разликата од 2.800, односно 32 денара или 1.800 по човек. Оние што се над минималната плата се става процентуално на сите по 2.806 денари нето. Или тоа во бруто износ е околу 3.700 денари, тоа си оди и на стаж, и на пензиски, и на здравствено осигурување. Бензинска пумпа ДМД Оил.